Околу 3 децении е активна на археолошките локалитети ширум Македонија, а нејзина специјалност е подводната археологија. Со децении го истражува локалитетот Врбник, кој се наоѓа во Охридското езеро, помеѓу селото Калишта и општина Струга. Во 2017 во рамките на меѓународен проект и спроведена обука во заливот на Коските, стекна европски сертификат за нуркач за научни потреби. Почитувани гледачи, во ова издание на Култ култура ни гостува Валентина Тодороска, единствениот подводен археолог во Македонија и кустос во Археолошкиот музеј на Македонија. Валентина, добре дојдовте во Култ култура на телевизија Телма. Како станавте подводен археолог? Знаеме дека поминавте обука во Црно море на локалитетот Китен. Како се случи тоа? Вие бевте само апсолвент. Имавме на огласна табла информација дека се одржува обука за подводна археологија во Китен, во организација на Центарот за подводна археологија. И така одредена група на колеги се пријавивме и тоа во денешно време би било како Еразмус мобилност. Нели, стекнувате знаење, едукација и истата таа покасно ја применувате. Кога за прв пат нурнавте на локалитетот Врбник? Какво искуство беше тоа за вас? 2001, една година после враќањето, имаше истражувања на локалитетот и она прво, пошто се сеќавам, сега ако споредиме со денешно време, актуелна е нели родовата еднаквост и бидејќи 99% во екипа беа машки род, имаше мал проблем бидејќи сум женско, па мала скептичност, нели искуство исто така. Од година дена беше предизвик, ама да речам најдов на колегиум кој ме прифати. Сега дали беше со скепса или не, ама понатака станав дел од екипата, а во подоцнежните години и раководител на истиот. И пошто го паметите тоа прво нуркање на Врбник? На Врбник? По зелениот тепих, со колци наредени, значи една чудесна гледка која е како теписон, на кој со зелени жолти бои, бидејќи алгата беше во тој период, нити расцветана, нити голема. Колците беа со голема видливост над површината, од некои 20 на сантиметри, и фрагменти керамика кои беа покрај колците наредени. Така да нешто како тепих од македонски фолклор, македонска традиција. Врбник се истражува од 1998 година, до сега таму е откриено оружје, накит, но и керамика. Вие рековте во една пригода дека најзначајно за вас како подводни археолози било датирањето на самата населба, па како го спроведовте тоа и откривте дека станува збор за населба од железното време. Локалитетот е значаен сам по себе. Значи не ги подценувам другите 11-12 локалитети на самото Охридско езеро, вклучувајќи ја нели албанската страна. И претходно спомена во едно интервју дека ние се надпреваруваме со најстарите, меѓутоа Врбник е најмладиот локалитет од железното време потекнува и тоа е благодарение на датацијата со дендрохронологија која е направена на еден дел од населбата. Можеби другиот дел кој би требало да се истражува во наредните години, ќе донесе нови информации, бидејќи имаме хоризонтална стратиграфија која дефинитивно е дефинирана на тој локалитет. Само 1/10 од локалитетот до сега е истражена. Во која насока според вас треба да продолжат истражувањата, имајќи предвид дека локалитетот Врбник се простира и во вода, но излегува и на копно? Поголемите кампањи истражувачки носат поголеми резултати. Со истражувања од една недела
ќе истражиме само 2 метри квадратни, а со 2 месеци ќе истражиме 20, така да разликата е огромна. Дали локалитетот Врбник би можел да се користи како туристичка атракција? Вие на едно место имате изјавено дека тој е добар за тренинг центар за подводна археологија. Сега јас можам да кажам дека тоа е субјективно, бидејќи јас така го гледам локалитетот, бидејќи локалитетот сам по себе представува вредност. И ако ја гледаме по широката слика, имаме добра пристапност, меѓутоа она на што треба да поработиме во најскоро можно време е негова заштита и соодветна промоција. Гледам дека после, да речам, одреден временски период, ние мислиме дека пошироката јавност е информирана за локалитетот, меѓутоа постојат луѓе кои за прв пат слушаат дека баш и на Струшкото крајбрежје се издвојуваат ваков тип на, се пронаоѓаат ваков тип на локалитети. Дали ова лето ќе одите на Врбник, дали ќе го истражувате? Не. Ова година фокусирани сме на изработка на промоција, на заштита исто така, бидејќи според законот на Република Македонија знаеме дека 50 метри од крајбрежјето припаѓа местноста, имотот или крајбрежјето припаѓа на Република Македонија. И сега тука имаме појава на сопственици, градење на плажи, а знаеме дека на копно исто така пронаоѓаме културни слоеви. Така да многу е битно да имаме една соодветна заштита, подигање на јавната свест за значењето на културното наследство, бидејќи ако не е така, постои можност во брзо време локалитетот да биде нечива сопственост и да речам да влезе во катастарска парцела. Во 2017 година во рамките на меѓународен проект и обука што ја поминавте во заливот на Коските, стекнавте европски сертификат за нуркање за научни потреби, па како се случи тоа, што се бараше од вас, како помина обуката? Па, сертификатот European Scientific Diver дојде некако како, да се изразам народски, шлак на торта, цреша на торта, кога после обуката на Китен. Имав обука во Центарот за подводна археологија во Задар во 2011. Соработка со Универзитетот во Задар во 2014 Адванс. Така да една последица беше и потреба да се направи сето тоа и дојде како резултат на едукација, учење, посветеност и што е најбитно поддршка од околината и од колегите. Покрај тоа што нуркате како археолог кој истражува, нуркате и за да го чистите Охридското езеро, дел сте од тие акции, па според тоа што откривате, каков отпад, што зборува тоа за нашите граѓани? Една споредба би направила, ако археологијата зборува за минатото, тогаш состојбата во езерото многу зборува за сегашноста и за нашите навики. За жал лоши, и ако продолжиме со ова темпо кое го имаме, мислам дека наредните генерации нема да се занимаваат со културно наследство, туку со чистење на отпад од водите на Охридското езеро. А тоа го уништува и културното наследство, што се наоѓа? Апсолутно. Пластиката знаеме дека е со различен век на разградување, така да како што влијае на копно, влијае исто и под вода. Водата не е ништо поразличен медиум од, да речем, надворешноста.
Постои ли интерес од вашите колеги археолози или од помладите колеги студенти да им го пренесете знаењето поврзано со подводната археологија? Од моја гледна точка има. Сега како гледам јас на работите, најчесто интересот за да се запишат луѓето на археологија е предизвикот од холивудските авантури. Или можеби малку предмети за полагање. Па не би рекла дека се малку. Беа 19, се сеќавам. Да. Тоа е еден предизвик, меѓутоа тука не застанува учењето. Сега се појавува малку, да речам, повлекување кога ќе се соочите со реалноста и посебно кај подводната археологија, кога ќе видите дека дел е физичка работа. Каде за 8 сати работа, а вие имате само 1 сат под вода, кога работите на локалитет, значи припремата е најголемиот дел од, да речам, целото истражување. Така да тука е малку колку сакаме да внесеме или не, меѓутоа интересот постои, бидејќи се смета за интересна, интересна наука, се смета за авантура, се смета за, не знам, ентузијазам и нешто што е несекојдневно. Вклучени сте и во иницијативата за организирање годинава 5-та година поред на подводниот филмски фестивал. Што е неговата идеја и што е неговата цел? Станува збор за една ентузијастичка иницијатива која, знаете, сите работи почнуваат од лав муабет, така почна и ова. Во кампот Скаут се одржуваше обука за нуркање и дојдовме на идеја дека убаво е луѓето кои се заинтересирани за подводниот свет, дека можат на некој начин да се надпреваруваат или нивните дела, посебно љубителите на филмот или фотографијата на подводниот свет, да ги изложат своите дела. Така да ова година е со еден дел надпреварувачки карактер, од меѓународен тип е, бидејќи учествуваат екипи од Србија, годинава се најавени Црна Гора и Хрватска, така да очекуваме убав еден избор и на археологија, покрај археологијата на пештерското нуркање. Можам да откријам дека акцент ќе биде ставен на пештерата Матка со сите досегашни откритија и резултати и ентузијазмот на оние кратки филмчиња на аматери, не само професионалци, да можат да бидат застапени сите групи на нуркачи. Една година веќе работите овде во Археолошкиот музеј на Македонија, овдека сте кустос. Во што се состојат вашите задачи? И дали ова лето ќе одите на некој археолошки локалитет на копно? Дел сум од тимот кој работи на Анзабегово Вршник, така да ќе бидам во Штип кратко. Ова лето? Ова лето, да. Треба да продолжат истражувањата на Преспа, беа актуелни минатата година, кога тргнавме под вода, ама заглавивме на копно, бидејќи климатските услови направија да имаме супер услови и да имаме едно убаво откритие во тој регион. Се работи за меѓународен проект кој супер е и популаризиран, ама и наодите се, да речам, сите се задоволни. Се работи исто за средниот век, иако не го работам, секој кога има убав наод, убав резултат, се радува на тој резултат и е задоволен од својата работа. Многу ви благодарам за разговорот, Валентина. Моли. Тоа беше Валентина Тодороска, единствениот подводен археолог во Македонија. Доколку имате можност да посетите некаков подводен локалитет ова лето, не штедете време и средства, почитувани гледачи. Доколку не можете, Македонија има многу археолошки локалитети на копно, каде што може да откриете интересни приказни информации. Култура заврши, останете на програмата на Телма. Пријатно!